Законот за заштита од пушење не е рестриктивен, туку европски и превентивен, уверува министерот за здравство Азир Алиу. Според него целта на новото законско решение не е казнување, туку системска едукација и подигање на свеста кај граѓаните за штетните последици од пушењето. Очекува дека мерките ќе доведат до значително намалување на бројот на пушачи во државата, како и до намалување на енормните трошоци за лекување на болести директно поврзани со тутунот. Да, дефинитивно ќе седнеме со секоја институција, со сите стейкхолдери кои што се заинтересирани или засегнати од овој закон, да ги слушнеме и да видиме како тоа би можело да се најде, да кажеме, соодветно решение, а се со цел да биде win-win. Како и да е, нешто ве уверувам, како министер за здравство нема да дозволам надвор од тие европски политики да креираме некој хибриден закон, бидејќи тек тогаш од првиот ден законот нема да биде функционален. Подобро е да се спречи отколку да се лечи, порача Алиу, нагласувајќи дека земјата мора да се соочи со поразителните статистики за пушењето кои ја ставаат Македонија меѓу најпогодените држави во регионот. Според бројките што ги имаме, ние сме на врвот како држава од население кое што или се зависни од пушењето, или се корисници на некаков тип на пушење или производи кои што имаат никотин. Така да дефинитивно според анализите направени според експертизата ќе биде намален бројот на граѓани кои што ќе имаат здравствени проблеми, а се поврзани со пушење. Македонија веќе подолго време е на листата на земји со повисоки стапки на пушење во регионот. Анализите покажуваат алармантни податоци. 40% од младите до 18 години пушат, а најфрапантно е што децата веќе на 13 годишна возраст посегнуваат по цигарите. Затоа повеќе од неопходен е новиот закон, велат од Институтот за јавно здравје. Промената на законот или подзаконските акти не е единственото нешто кое што би служило во борба против користењето на тутун. Секако многу е важно и едукациите, јавно здравственото мислење, свеста кај граѓаните, одредени едукации, вклучување на сите чинители во општеството. Со новиот закон, пушењето ќе биде забрането во и пред здравствени и образовни установи, културни и спортски објекти, државни институции, јавен превоз, аеродроми и автобуски станици. Забрана ќе важи и за угостителски објекти, заеднички простории во згради и приватни возила кога во нив има деца. Законот предвидува и забрана за ароматизирани тутунски и никотински производи, вклучително електронски цигари, со цел да се спречи нивната популарност кај младите. Се укинува и секакво рекламирање, промоција и спонзорство на тутунски производи на телевизија, интернет, социјални мрежи и во јавни настани.